За вашето утрешно мени, како предјадење ви предлагаме да подготвите торта со сланина. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. За кори, 8 јајца, 8 лажици брашно, 400 мл кисела павлака, 100 грама путер, за фил 100 грама ленти чадена сланина, 100 грама кругови шунка, 200 грама сирење, 1 јајце, 150 мл кисела павлака, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 90 минути. Почнуваме со подготовка на првата кора. Кршиме 4 јајца и ги делиме шолчките од белките. Во садот со жолчките додаваме 200 мл кисела павлака. Матиме со миксер. Во садот додаваме 50 грама путер и 4 лажици брашно. Откако состојките ќе се соединат, го исклучуваме миксерот. Тркалезниот калап за печење го намрсуваме со путер. Потоа го набрашнуваме калапот. Во калапот ја истураме содржината од длабокиот сад. Ја распоредуваме по целата површина на калапот. Калапот го ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Шунката ја сечкаме на коцки и ја ставаме во длабок сад. И сланината ја сечкаме на коцки и ја додаваме во садот. Кршиме едно јајце и жолчката ја додаваме во садот со шунката и сланината. Во садот додаваме 150 мл кисела павлака. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Потоа го вадиме калапот од ревна. Испечената кора ја вадиме од калапот. Почнуваме со подготовка на втората кора. Ги кршиме преостанатите 4 јајца и ги делиме жолчките од белките. Белките ги оставаме во сад настрана, а жолчките ги ставаме во длабок сад. Продолжуваме да ја подготвуваме втората кора на истиот начин како и првата. Врз испечената втора кора во калапот го нанесуваме филот. Потоа врз филот во калапот ја ставаме претходно испечената кора. На ситната страна од рендето во калапот го рендаме сирењето. Калапот го ставаме во ревна. Печеме 5 минути на температура од 200 степени. Го вадиме калапот од ревна. Ја вадиме тортата од калапот и ја ставаме на чинија за сервирање. Ротквичката ја сечкаме на полукругови. Полукругови ротквичка во круг редиме врз тортата. На средината на тортата ставаме гранчиња босилек. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 90 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени.